Вести во 18 часот. На почеток преглед на насловите. На 2 години од владата, Мицкоски Филипче во жестока полемика на пратеничките прашања. Со вас, Христијан Мицкоски, ние сме на губитничката страна. Ве гледаат вас во Дубај како уживате на Хариџиновиќ, а не сте во затвор. Со Рецепт, фондот ке става крај на злоупотребите со лекови. На позитивната листа многу брзо има нови лекови. Клексан и Фраксипарин ќе се земаат во аптека. Рецепт е да се елиминираат овие двојни наплати. Ќе ги ревидирали регулаторната блок тарифите. Дневна ефтина тарифа од 4 часа. Пониска тарифа и во сабота. Ќе се менува и ноќната. Од 1 јули во сила кризна состојба. Директорот на ДЗС уверува, годинава најподготвени за справување со пожарите. Ние не треба да чекаме да почне да гори за да прогласиме кризна состојба. Во пресред на очекуваната владина реконструкција, а на половина од мандатот на оваа влада, во собранието на пратеничките прашања се разви жестока полемика меѓу Мицкоски и Филипче за тоа кој не ги исполнил ветувањата, а кој ги разочарал граѓаните. Јана Јосифовска со детали. Премиерот Христијан Мицкоски и лидерот на СДСМ Венко Филипче во отворен вербален судир на денешната седница за пратенички прашања. Филипче упати критики до Мицкоски дека резултатот од неговото 2-годишно владење е како што изјави голема нула, без ниту едно исполнето ветување. Ветивте метим леко, а наместо напредок граѓаните добија поскап живот, ниски плати, задолжена и изолирана држава, изјави Филипче. Кога граѓаните ќе ве видат зад решетки, тогаш ќе веруваат дека правдата дошла, му одговори премиерот Мицкоски. Според него, власта напорно работи за подобар животен стандард на граѓаните, а резултатите на неговата влада се многу подобри од времето на СДСМ. Велите секој трет човек планира да ја напушти. Знаете зошто планира? Затоа што ве гледаат вас во Дубај како уживате на Хариџиновиќ, а не сте во затвор. Затоа што гледа таму како уживаат поранешни функционери на јахти, а не се во затвор. Кога ќе ве видат како се смеете позади решетки, тогаш ќе бидат срекни и задоволни затоа што правдата дошла. Јас признавам дека сум виновен. Тоа што поминаа 2 години, а вие уште уживате на јахтите во Палјури, наместо на друго место. Признавам дека сум виновен. Но исто така, еве ви ветувам, ве гледам во очи и ви ветувам, дека нема повеќе да ги разочаруваме македонските граѓани да гледаат слики како поранешни функционери уживаат на јахти и во мелосот на Хариџиновиќ. Ова ваша обсесија со поранешни функционери кои што плаќате да ги сликаат голи на плажа, ја више не можам да ја разберам, очигледно дека е у сферата на некоја психологија. Зашто нема раст на платите во образование? Зашто нема во социјалната? Зашто нема во здравството? Зошто нема? Со вас, Христијан Мицкоски, ние сме на губитничката страна. И сега е на историјата. И ќе останеме заглавени. И ќе бидеме слеп од срево, како што се сега. Во Европа и во светот. Меѓу прашањата за политика и економија на собраниската говорница место најде и една од најпрестижните културни манифестации, Струшките вечери на поезијата. Откако од ДУИ се заинтересираа зошто промотивните материјали за фестивалот не биле и на албански јазик. Министерот за култура Људков им одговори да престанат да се гледаат самите како бројки и проценти и наместо да собираат политички поени, на оваа манифестација да гледаат како престиж за сите во државата во светски рамки. За жал, оваа година јавноста не говореше за поезијата, ниту за лауреатите, ниту пак за уметничките вредности на фестивалот. Дебатата се и помести во отсуството на албанскиот јазик во промотивните материјали. Образложението на директорот дека ова се случи поради отсуство или немање на време не е убедливо. Во една институција со над 6 децении традиција, почитувањето на службениот јазик не може да зависи од времето, туку треба да биде институционален стандард. Говорот на претседателката на државата и говорот на министерот за култура и одредени поезии беа и на албански јазик преведени. Ама тоа не можете да го видите.
Затоа што вашата суштина, вашата тенденција е се што е добро во државата. Не да го гледате како суштина, како историја, како култура, традиција, туку суштината е да го гледате на национална основа, на етничка основа, да си се гледате себе си како проценти и никогаш нема да научите зошто е создадена оваа манифестација. Да го заштити македонскиот јазик и да го промовира во целиот свет. На обвинувањата од опозицијата дека Македонија е пред банкрот, Мицкоски изјави дека ширењето на ваквата теза од опозицијата придонесува во намерите од соседна држава, како што рече, која се обидува во ЕУ да ја сопре финансиската помош за Македонија, за да ја доведе до банкрот, за власта да клекне и да го исполни барањето кое се очекува, но повтори дека владата ќе биде трпелива и ќе работи на домашните реформи. До крајот на месецот, сите закони од реформската агенда кои што ќе стигнат до собранието ќе бидат ставени на седница. Најави собранискиот спикер Африм Гаши. Пред пратениците наскоро ќе се најде и списокот на премиерот Мицкоски за реконструкцијата на владата, кој што се уште е во фаза на преговори. Во однос на реформската агенда, знаете дека 30 јуни е еден дедлайн, значи рок каде што може треба одредените закони од реформската агенда да ги изгласаме во собрание, така да најголемиот дел од агендата на собранието е организирано околу достигнување на тие рокови. Што се однесува до изборот на реконструкцијата или новите министри, зависи од тоа кога председателот на владата ќе го достави предлогот, каков ќе биде тој предлог и потоа согласно роковите во деловникот ние предлогот ќе го доставиме до пратениците и ќе ја свикаме седницата согласно деловникот. Момчето кое прегази жена во Скопски Капиштец во јануари годинава и пребегна во Србија, веќе е екстрадирано во земјава и му е одреден притвор во затворот Скопје. По 19-годишниот Саитов на 12 јануари беше распишана меѓународна потерница. Михајло Видимлиски со детали. Во истражниот затвор во Шутка синоќа е спроведен 19-годишниот Саид Саитов, кој на почетокот на јануари годинава со автомобил прегази по возрастна жена во Скопски Капиштец и побегна надвор од државата. За него беше објавена потерница, а еден месец подоцна беше уапсен во Белград, пошто Министерството за правда побара негова екстрадиција. На лицето му е определена мерка притвор, истиот е предаден во затвор Скопје за понатамошна постапка. Саитов беше баран со меѓународна потерница поради основано сомнение за сторени кривични дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, како и неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода за кривично правен настан што се случил во Скопје на 9 јануари 2026 година, велат од МВР. Со неговото обезбедување, јавното обвинителство ја продолжува истрагата, а неговиот адвокат Владимир Туфекџик во разговор за Канал 5 потврди дека ќе го посети во притворското оделение, пошто со јавниот обвинител ќе биде утврдена динамиката на постапување. За бегството во Србија на Саитов неколку часа откако ја предизвика сообраќајката, му помогнале две лица, маж и жена, негови роднини. Додека траел увидот на местото, тие со автомобил го зеле од домот заедно со неговиот татко и преку граничниот премин Табановце ја напуштиле земјава, а откако ги оставиле во Србија, помагачите се вратиле назад. Обвинителството против нив набргу поднесе обвинение за помагање на сторител по извршено кривично дело и двајцата во март се осудени на затворски казни. Аднан Јакупи на 3,5 години, а неговата сопруга Перихан Шериф на 1 година и 8 месеци затвор. Но според нивниот адвокат Звонко Давидовиќ, спорно е што воопшто е донесена пресуда, пред да му се суди на сторителот на кој според обвинението му помогнале. Постапката за сторителот на кривично дело кое го пишува во диспозитивот на пресудата Саид Саитов за тешки дела против безбедноста на сообраќајот и неукажување на помош на лице повредено во сообраќајна незгода, се уште не е подигнато обвинение, а не да има правосилна кривична пресуда. За да постои сторител на кривично дело, мора да биде осуден со правосилна кривична пресуда и тоа го предвидува не само кривичниот законник, него го предвидува и Уставот на Република Македонија. И вие не можете однапред да судите некого кому
кој помогнал на сторителя, го немате сторителот, бидејќи немате правосилна кривична пресуда. Пресудата за помагачите во бегството на Сеитов е обжалена и по основ на невоедначена судска пракса во однос на казните. Според Давидовиќ, изрекувани се пониски казни за директни сторители на сообраќајки со смртни последици, за разлика од овие изречени на двајцата помагачи во бегството на Сеитов. Дискотеката Пулс во Кочани започнала со работа иако не ги исполнувала минималните технички услови за функционирање. На денешното рочиште обвинителството презентираше докази обезбедени од Министерството за економија и труд, кои што според обвинителите покажуваат дека објектот почнал да работи и покрај тоа што не ги исполнувал законските услови. Презентацијата на доказите ја почна обвинителката Наташа Сарамандова, но беше прекината откако одбраната побара нејзино изземање, обвинувајќи ја за пристрасно постапување при изведувањето на доказите. За барањето ќе одлучува државниот јавен обвинител Ненад Савески, а со презентацијата продолжи друг обвинител. По оваа одлука, родителите на загинатите во знак на револт ја напуштија судницата во КПУ Идрисово. Представник на семејствата оцени дека наместо фокусот да биде на доказите, се повеќе вниманието се пренасочува кон процедурите. Одделот нема да се префрли во Идрисово, туку затворска полиција ќе ги чува осудениците со ментални нарушувања во посебното одделение во болницата во Бардовци. Но за ова да профункционира, ќе треба да се донесат законски измени. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Затворска полиција ќе има во психијатриската болница Скопје во одделот за лекување на осудени лица со ментални нарушувања. Полицијата ќе почне со работа и ќе има нови вработувања откако ќе се донесат новите измени во Законот за извршување санкции. Законот чека на одобрување во Министерството за правда. Првиот човек на управата за извршување на санкции, Александар Пандов, апелира побрзо да се разгледаат новите измени во правда и верува дека измените ќе бидат изгласани и дека за прв пат ќе има затворска полиција во оваа установа. Тие осудени лица се таму сместени од секогаш. Кога ќе стапи во сила тој нов закон, ние ќе обезбедиме затворска полиција за да ги чуваат тие. И јас се согласувам дека тоа е максимално небезбедно, така како таа била пракса години назад, да необезбедени и нечувани се тие пациенти, односно осудени лица. На прашањето дали овој оддел би можел да се премести во затворот во Идрисово, Пандов објаснува дека нема физички можности со простор и персонал, бидејќи има оптовареност во затворот и покрај втората фаза за изградба на затворот, ќе нема простор за ова одделение. За Пандов најдобро решение за намалување на затворениците се електронските алки за дел од затворениците во Идрисово, со што би се регулирало нивното издржување на казната. Кривичниот закон е малце лимитирачки, не малку, е лимитирачки, имено треба да казната да не биде поголема од 5 години, а да не е пресудата да не е поголема од 3 години, да е старо изнемоштено лице, да е бремена жена или да е тешко болен човек. И тоа ги намалува можностите за на кој се би можело алка да му се стави, да биде во куќен затвор. Меѓутоа, сепак мислам дека имаме ние во затворите, има луѓе кои што се исклучително болни и кои што секако дека многу подобро и за нив, и за нас како држава би било да бидат дома, затоа што многу често треба да ги носиме во болници, па ги чуваат таму, тоа се кошта многу пари. Од психијатриската болница Скопје по серијалот Прилози на Канал 5 за проблемот со сместувањето на психијатриските случаи во судското одделение апелира за присуство на затворска полиција и нови вработувања на медицински персонал. Влага, солни наслаги, видно оштетување на фреските во манастирот Успение на Пресвета Богородица на Матка, изграден во 14. век.
Регулаторната комисија за енергетика размислува за зголемување на ефтината тарифа, а првиот човек на комисијата најавува промени во системот на цените. Анализите на регулаторната треба да покажат дали граѓаните ќе добијат 4-часовна ефтина дневна тарифа, наместо досегашните 2 часа. И дали таа покрај за недела ќе важи и во сабота. Во интервју за МИА, председателот на регулаторната Ацо Ристов вели дека сега има значајни промени во енергетскиот систем, а производството на струја од сонце и ветер создава вишок електрична енергија во текот на денот, што доведува до ниски берзански цени. Најниски берзански цени на струјата во моментов се во периодот од 11 до 15 часот, додека највисоките цени на струјата на пазарот се во вечерните часови, од 21 до полноќ, што е спротивно на сегашниот тарифен модел, кога кај нас важи ефтината тарифа, вели Ристов. Затоа регулаторната размислува за продолжување на ефтината тарифа на 4 часа дневно, воведување ефтина тарифа и во сабота и приспособување на потрошувачката кон новите услови. Дали институциите доволно се грижат за многувековното духовно и културно наследство? Деновиве дел од граѓаните алармираа за лошата состојба во која што се наоѓаат фреските во манастирот Успенија на Пресвета Богородица на Матка. Ова значајно културно наследство датира од 14. век. Таму денеска беше Маја Стојановска. Духовно богатство старо повеќе од 6 века. Денес на милост и немилост на влагата и природните појави. Манастирот Успенија на Пресвета Богородица, кој се наоѓа на само 15 на километри од срцето на Скопје, повторно го отвора прашањето за грижата кон домашното духовно и културно наследство. На ѕидовите од манастирот можат да се забележат влага, солни наслаги и видливи оштетувања, за кои познавачите алармираат дека со текот на времето можат да предизвикаат сериозни оштетувања на фреско живописот и на самата градба. Туристичките водичи реагираат дека при обиколките на манастирот, за кои има голем интерес, се потешко можат да им ги представат фреските на посетителите, бидејќи голем дел од нив се оштетени и тешко препознатливи. Зад мене е манастирот Успенија на Пресвета Богородица, чии корени датираат уште од 14. век, но денеска на објектот има видливи оштетувања поради влага и други природни влијанија. Останува да се види дали надлежните ќе преземат конкретни мерки за негова санација по алармот од самите граѓани, посетители, но и туристичките водичи, дека овие оштетувања се видливи веќе со години. Надлежна институција за заштита на културното наследство е Конзерваторскиот центар Скопје, до кого од Министерството за култура и туризам велат дека испратиле ургенција за итно постапување. Со ургенцијата од култура побарале стручен увид на лице место, утврдување на фактичката состојба и преземање на соодветни чекори. Инаку на терен е видливо дека се вршат одредени истражувања, но за сега без детали до каде е постапката. Сместен на падините на Матка, манастирот Успенија на Пресвета Богородица датира уште од 1337 година. Покрај духовната улога, има и големо културно и историско значење, како сведоштво за средновековното наследство, фреско живописот и континуитетот на монашкиот живот во регионот. Манастирот е еден од најчесто посетуваните во Скопје и представува едно од најатрактивните туристички дестинации на Матка. Со Е-рецепт фондот ќе става крај на злоупотребите со лекови. На позитивната листа многу брзо ќе има нови лекови, најавија од фондот. Сања Трајковска-Ставров. На еден жител по 18 кутии јапчиња годишно. Истокот на Македонија е најзависен од лекови, барем според анализата на Фондот за здравствено осигурување, според која метформин, диазепам, пантропразол и еналаприл се трошат како алва и остануваат на листата најпродавани лекови на рецепт, со над 5 милиони издадени рецепти годишно. Директорот на Фондот Сашо Кликовски вели дека граѓаните си имаат фиоки со залихи на таблети, но пострашна е двојната наплата од страна на аптеките, кои освен цела сума од граѓаните му наплатуваат и на фондот. На ова треба да стави крај долго најавуваниот проект Е-рецепт, за кој има надеж дека целосно ќе профункционира годинава. Лек да се најде. Предпоставам во многу домакинства еднашка годишно се отвара фиоката со лекови и се гледаат лековите со изминати рокови се фрлаат. Другата категорија на злоупотреби е пософистицирана, а тоа е двојна наплата на лековите. Лекови
што се напаќат и на фондот и на пациентот со важни рецепти. Целта на поголемата контрола преку рецепта е да се елиминираат овие двојни наплати. Од фондот најавија дека за неколку дена во аптеките граѓаните ќе можат по поевтина цена да земат инхалаторна терапија. Спрејот Фостер, наменет за инхалација, кој најчесто го користат луѓето со астма, повеќе нема да биде единствениот на пазарот. Новиот лек е ист по содржина, дозажа, и двата лека се произведени во земји членки на Европската Унија. Меѓутоа тоа е со пониска цена, што доведе намалување на референтната цена за отприлика 800 денари. Значи, второ воведениот лек ќе биде достапен без доплата за граѓаните со партиципација 160 денари. Од фондот велат дека клексаните се уште се рефундираат, а од наредниот месец се очекува конечно да бидат достапни во аптека. Со ребалансот на буџетот за фондот се планира зголемување од над милиарда денари, во најголем дел наменето за исплата на породилните отсуства, потврдуваат од фондот. Од 1 јули во сила ќе стапи кризната состојба во државава заради брза и координирана реакција на институциите во справувањето со можни пожари. Директорот на ДЗС, Ангелов, за Канал 5 изјави дека ова лето Македонија најподготвена ги дочекува предизвиците. Дејан Трајковски. Подготвени сме како никогаш досега и организацијски оперативно за борбата со евентуалните пожари летово, вели за Канал 5 директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов, кој посочи дека од 1 јули со владин одлука на сила стапува кризна состојба со цел брза и координирана реакција на институциите, отивлегуваме во сезоната на опасност од пожари. Ангелов додава дека во наредните неколку дена и председателката Силјановска Давкова ќе издаде наредба на армијата да биде на готовс, за истата да биде подготвена за учество во гаснење при исклучително сериозни ситуации. Владата го прифати предлогот на управлачкиот комитет и кризната состојба ќе почне да тече од 1 јули ова лето. Тоа значи дека од оној организацијски аспект, од аспект на можност за брза реакција, ставање во функција на било кој државен ресурс, ние ќе бидеме подготвени, бидејќи минатите години губевме време и во овој дел. Значи, ние не треба да чекаме да почне да гори за да прогласиме кризна состојба. Сум пробал и порано ова да го наметнам, но од минатата година навистина забележувам голема промена позитивна во овој дел. Дирекцијата, уверува Ангелов, по неколку години ги има целосно подготвени ресурсите за гаснење и од небо и од земја. 3 ТЕР трактори се сервисирани на располагање на тројцата пилоти. Специјалните возила на ДЗС, кои се околу 40 можат да дејствуваат веднаш ако има неопходност, а во моментов се работи на дорегрутација на возачите и операторите за нив. Сепак, клучен фактор во справувањето, но избегнувањето на пожарите се и граѓаните, кои мора да бидат исклучително внимателни, а кои во изминативе години покажале, вели Ангелов, висока свесност наспроти подметнувачите. Бројот на несовесни граѓани би го измерил во промили, значи од 1000 можеби еден, а можеби и помалку. Затоа што ние ако минатото лето имавме нешто повеќе од 3000 пожари, значи имаме 3000 причинители. Дел од нив ако били удар од гром, електрични уреди и така натака, ако земеме во предвид дека еден сторител можеби намерно предизвикал десетина или повеќе пожари, сепак доаѓаме до некоја мала бројка на граѓани кои што со своето несовесно поведение или уште полошо намерно предизвикале пожар. Во предстојните години Ангелов вели главен фокус ќе биде зголемувањето на бројот на ЕР-тракторите барем уште 3, а воедно и да се ангажираат дополнителни 5 пилоти, на чиј евентуален ангажман веќе се работи. Според искуствата од минатите години, најкритични пожари се палеа околу половината на јули, а рекордот во 2025 година беа 44 пожари во еден ден, односно 66 пожари во 2024 година. Топлотен бран во дел од Европа, а високи летни температури уште на самиот старт од летото има и кај нас. Викендов температурите ќе се искачат до 39 степен. Граѓаните се потешко се справуваат со високите температури. Елизавета Дамјановска-Спасеновска.
Сува и многу топла воздушна маса од југ, односно од Африка, ќе ја зафати Македонија во предстојните неколку дена, а стрелката на термометерот највисоко се очекува да се искачи за време на викендот до 39 степени. Од УХМР разладување најавуваат дури за среда. УВ индексот викендов ќе има многу висока вредност и ќе изнесува 9. Утре краевите на тој топлотен бран ќе бидат над Македонија и посебно во сабота, недела, понеделник и вторник ќе има зголемување на температурите. Заладување следува во среда, меѓутоа само за дневните температури ќе паднат за неколку степени, додека минималните ќе останат високи. Ќе има услови за дожд и во вторник, меѓутоа температурите ќе бидат високи, а од среда веќе не сме под влијание на топлотниот бран, тој ќе оди на кај Русија. А кога термометерот ќе надмине 40 степени, првата мисла ни е како да го заштитиме телото. Купуваме вода, бараме сенка и се криеме во климатизирани простории. Но додека физичките последици како дехидратација и сончаница се видливи, лекарите предупредуваат на една подеднакво опасна, но невидлива закана. Екстремно топлото време, освен на физичкото, остава сериозни последици и врз менталното здравје на луѓето. Психологот Мирјана Јовановска-Стојановска вели дека граѓаните веќе знаат дека треба да бидат хидрирани и да престојуваат во разладени простории, но предупредува дека недостатокот на електролити има голема улога во појавата на анксиозна состојба. Ретко тогаш се случува да некој прв пат тогаш да живее нешто. Значи, они веќе знаат дека нешто се случува во нивниот живот, дека нели се поосетливи, поанксиозни, дека жештината кај нив предизвикува непријатни чувства. Тогаш во голема мерка, ако ги пазат тие претходниве препораки што се за физичкото здравје, голем дел од нивните тегоби веќе ќе бидат нели посмирени, помалку симптоми ќе имаат. Според објаснувањата на лекарите, топлото време и високите температури директно го зголемуваат нивото на стрес, раздразливост и анксиозност, бидејќи телото вложува дополнителен напор за да се олади, што пак го нарушува сонот и рамнотежата на хемикалиите во мозокот. Како последица на високите температури, очекувани појави се нарушен сон, зголемена агресија и пад на концентрацијата. Само интервју на Тимчо Муцунски во продолжение на Канал 5. Гоце Михајловски е за кратко со вас. Пријатна вечер.